Добро утро за сите гледачи кои ете токму сега го вклучија својот телевизор и се на фреквенцијата на телеканал А1. Вие почитувани ја следите новата сезона на утринската емисија Утрински пулс, како што најавивме уште од вчера, количката Наталија Миланова. Ја започнуваме со нов термин од 8 до 10 часот, со нови теми, гости, јавувања секако од нашите дописници од Југоистокот и уште многу други интересни содржини. Оние кои што се уште од самиот почеток на нашата емисија успеа во првиот дел од емисијата да ги проследат сервисните информации, односно да слушнат какво време не очекува, каква е состојбата на патиштата, кои што информации нели од Автомотосојузот на Македонија за сите оние кои што планираат ова утро или во текот на денот да патуваат некаде и секако информациите од Центарот за управување со кризи. А ние продолжуваме понатаму со нашите останати содржини кои што ни се подготвени за ова издание. Во последните неколку години и во Македонија е воведена нова метода во ортопедијата за класичните операции, односно така наречена артроскопија. Метода која е помалку болна за разлика од класичните операции и која го скратува престојот на пациентите во болница. Предлагам да го погледнеме прилогот. Во последните 10 години артроскопските интервенции во ортопедијата и травматологијата ги заменија класичните операции. Се работи за неинвазивна процедура која е помалку болна за разлика од класичните хируршки интервенции. Го скратува престојот на пациентот во болница, а на минимум се сведени истите компликации, велат хирурзите. Артроскопија представува минимално инвазивна хирургија или методи кои што со минимални резови на кожа, кои што се во големина од 2 до 3 сантима максимално, се влегува со инструменти, од кои што едниот е камера, другиот представува работен инструмент, се влегува првенствено во големите зглобови и служи како за диагноза, значи за поставување на комплетна диагностика, така и за третман на сите оштетувања или повреди што се наоѓаат во големите зглобови. Тоа подразбира рамо, лак, колено, скочен зглоб, колк и така натаму. Ова метода е воведена од пред 10 години, во последните години доживува нагол рапиден развој поради големите предности или бенефити што ги има, поради тоа што ова представува еднодневна хирургија, односно пациентот доаѓа, може уште истиот ден да си оди дома, резовите се толку минимални, дури естетски некогаш не ни ставаме, дури не ги затвараме шавои, него само со обичен фластер или со обична лепенка, која што се вади за 4 до 5 дена и после тоа може да се врати во нормална функција зглобот кој што е опериран. Хирурзите велат дека артроскопските операции се особено поволни за спортските повреди. Едноставната процедура која го скратува времето на заздравување им овозможува на спортистите за краток временски период повторно да се вратат на спортските терени. Целата метода е базирана на првенствено започнува како метода за спортски повреди за млади, значи за луѓе кои што се активни спортисти и кои што брзо и неопходно им е потребна брза рехабилитација, брзо враќање на терен, брзо враќање во нормални професионални активности. Меѓутоа, со тек на времето, сега оваа хирургија буквално е, може да кажеме, и првостепена, односно прва метода на избор, поради можностите што ги нуди, не само за испитување диагноза на сите оштетувања внатре во секој зглоб, него во ист момент да може да се направи и нивна репарација, односно нивно третирање соодветно во зависност од тоа што е оштетено. Најчесто се работат рамениот зглоб, скочниот зглоб и сигурно на прво место колениот зглоб. Во коленото може да бидат оштетени лигаментите, менискуси, може да биде оштетена раскавицата, може да бидат сите други овие придружни структури што се наоѓаат внатре. Истото важи и за рамото и за скочниот зглоб. Ова метода има свои големи предности. Најпрво затоа што е минимално инвазивна со многу мали резови. На голем екран се гледаат сите промени на 3D HD монитор и може веднаш на лице место повредите да се репарираат, велат хирурзите. Ете, гледаме дека медицината оди се понапред и понапред, а во ортопедијата е воведена уште една нова метода во Македонија.
а тоа е имплантација и трансплантација на вештачка раскавица. Ортопедите велат дека има голем број на пациенти кои што се жалат од оштетена раскавица и кои што се со оштетена раскавица и која е најчесто пропратена со болки и оток, крцкање или тешко искачување и симнување по скали. Па предлагам од режија доколку се подготвени да го проследиме и овој прилог. За прв пат во Македонија е воведена нова метода за сите пациенти кои имаат проблеми со зглобната раскавица. Трансплантација и имплантација на вештачка раскавица, велат хирурзите. Оштетувањето на зглобната раскавица, најчесто кај луѓето, е пропратена со крцкање, болки и оток на зглобовите, тешко искачување и симнување по скали. Најинтересна сепак за широката популација представува третманот на раскавица. Тоа е метода на која што и докторирав, која што едно подрачје, едно големо море од сложени патолошки состојби или така наречени заболувања, од кои што се најчести тие дегенеративни или така наречени нели што ги викаат старите шилци или оштетување на зглобна раскавица, при кои што секој пациент доаѓа со проблеми со крцкање, со болки, со оток, со тежното качување, симнување по скали и така. За таа работа, значи, оваа метода, првенствено покрај диагностика, значи точно и 100% да се визуализираат како изгледа оштетена раскавица, воведовме една нова метода, да е за прв пат овде во Македонија што е направена, правиме трансплантација или имплантација на вештачка раскавица. Значи, тоа се готови од светски компании раскавици направени, кои што се колаген, посебен, кои што го имплантираме на лице место, значи во истиот ден, за време на интервенција да се имплантира и по 5 до 6 недели доаѓа до негова така наречено враснување на целата овој вештачки трансплантат и нормална функција на обновување на зглобната функција во коленот. Хирурзите велат дека доста често доаѓаат пациенти и со болки во рамото, неможност за негово подигање и обавување на нормални функции. И во такви случаи помага артроскопијата, но сепак тие најпрво препорачуваат преглед кај соодветен хирург. Истото важи и за рамото. Многу честа патологија која што луѓето кога доаѓаат овде ни се јавуваат со болки во рамо, со неможност за подигање на рамото, неможност за обавување на нормални функции во рамениот склоп. Истото тоа, значи, може буквално комплетна визуализација на мускулите, на тетивите и на зглобната раскавица на рамо. Да кажеме како иде редоследно од овде. Пред да се направи артроскопија, затоа ја препорачувам секогаш да се доаѓа на преглед кај соодветен хирург, травматолог или ортопед, кој што прво ќе направи клинички преглед. Потоа следи обавување на рентгенска слика, магнетна резонанца или компјутер во зависност од тоа, и потоа следи артроскопија како метод воедно комплетна диагностика и во ист момент доаѓа до репарација или до третман соодветен. Основната предност на овие артроскопии на оваа минимално инвазивна метода е брзата рехабилитација, првенствено за спортистите, бидејќи со таквата метода тие многу брзо се враќаат на спортските терени, велат хирурзите. Тие велат дека компликациите се многу помали за разлика од секоја друга класична операција. Ете сме назад во студиото, почитувани, вие следите утринската емисија Утрински пулс и во овие два прилога што измина слушнавме за двете нови методи кои што се воведени во медицината во нашата Република Македонија. А се годиме со нешто малку попозитивно. Ви подготвивме еден доста интересен прилог. Има некои места во светот кои што наликуваат како да се излезени од бајките или како да се сет на некој филм, но овие места навистина постојат. Ако сакате да доживеете патување како од бајките, овие се околу 20 на села кои што постојат во светот, а ние во ова издание ќе ви представиме 5 од нив. Да ги погледнеме. Санторини е најсликовитиот, најпопуларниот и туристички најпосетуваниот остров во Грција, кој припаѓа на островската група Киклади. Ова е типичен грчки остров со вулканско потекло, кој заедно со околните острови завзема површина од 90,6 км квадратни. Санторини или Тира, како што му е официјалното име, е остров во облик на буквата С, чија лагуна од другата страна делумно го затвора помалиот остров Тирасија, а во центарот на лагуната се наоѓаат активните вулкански островчиња Неа камени и Палија камени. Брегот на Санторини од внатрешната страна на лагуната е висока и стрмна и погледот на неа од палубата на брод е спектакуларен.
Ваквиот изглед на Санторини е заслуга на големата вулканска ерупција која некогаш одамна се случила и ја уништила миноиската цивилизација на Крит. Површината на помалите острови кои се наоѓаат во околината на Санторини е 15 км квадратни, а тие се Аспронизи, Неа камени, Палеа камени и Тирасија. Санторини е најюжен остров на островската група Киклади и во поголем дел е планински остров. Некогашното вулканско дно сега е залив. Ерупцијата на вулканот која се случила пред 3600 години довела до појава на цунами, кое било виновно за бришењето на миноиската поморска цивилизација. Должината на брегот на Санторини е 69 км, а неговите плажи се едни од најубавите на Медитеранот. Прекрасни се со бел, сив или црн песок, а водата е длабока и кристално чиста. Познатите плажи на Санторини се наоѓаат во главно долж источната и југоисточната страна на островот, а секоја од нив има посебни карактеристики. Повеќето плажи се многу добро организирани, опремени со лежалки, чадори, имаат голем број на кафуниња и ресторани, а повеќето од нив нудат и одлични услови за спортна вода. Санторини го одликува специфична архитектура. Куќите имаат бели фасади и се градени во типичен кикладски стил. Вреди да се посети Акротири, праисториски град и најважен локалитет на островот, како и црквите, кои поради својата бела боја, како да воздивнуваат мир и свежина. Она што не треба да го пропуштате е посетата на најмладите вулкански острови во источниот Медитеран, Палеа камени и Неа камени. Овие два мали острови се резултат на најновата активност на вулканот. Едно е сигурно, би вредело да се посети најживописниот грчки остров Санторини барем еднаш во животот. Климата е медитеранска. Во јули и август температурите се движат од околу пријатни 30 степени Целзиусови преку ден, а ноќе околу 22 степени. Растителниот и животинскиот свет е богат, а од земјоделските култури преовладуваат маслинките и виновата лоза. Користејќи ја пријатната клима, посетете и некои од локалните острови: Иос, Миконос, Наксос, Парос, Оију. Колмар е третата најголема комуна во регионот Алзас во северно-источна Франција. Градот се протега низ Алзискиот вински пат и не би било премногу кога би се нарекол центар на перфекцијата. Тој е најмногу познат по неговите добро соочувани стари градби, безбројни архитектонски знаменитости и музеи, живописност и автентичност. Ова бајковито место многумина го нарекуваат Мала Венеција. Овој импресивно убав град е сместен во регионот Алзас, во североисточниот дел од Франција. Ова е добро зачуван стар град со разновидни архитектонски стилови кои го прават еден од најпопуларните дестинации во Франција. Основан е во 9 век на брегот на реката Лош. Колмар фасцинира пред се со своето историско наследство и со архитектурата. Црквата Свети Мартин и другите религиозни градби се од 13 век. Германското влијание во архитектурата е очигледно, бидејќи Колмар во 19 век е споен со Германското царство. Разновидноста во архитектурата е бесконечна. Се истакнуваат овие стилови: готски, ренесансен, барокен стил, необарокен, класичен и неокласичен стил. Овој бајковит град им послужил како инспирација на авторите и за цртани филмови. Истражете го стариот град Колмар шетајки по неговите улици и повозете се со брод по реката Лош. Поради каналите кои го сечат градот, Колмар го нарекуваат и Мала Венеција. Регионот е познат по производството на вино и по 170 км долгиот вински пат кој поминува низ Колмар. Покрај виното, истражете ја и познатата алзаска куина. Почестете се со патување во Колмар, местото е идеално за романтичен викенд.
Најромантичен град на германската романтична рута, долга 400 километри, е Ротенбург на реката Таубер. Капијата на ова средновековно место секоја вечер до ден денес ја заклучува ноќен чувар во 20 часот. Градот е толку убав што на американците им било жал да го бомбардираат на крајот на Втората светска војна. Го разобувуваат фонтани, куќи од средниот век, саат кула и ѕидини кои се продаваат на метар. Средновековен град што постои уште од 10 век и се наоѓа на романтичната патека што води низ живописниот пат низ Баварија. Ротенбург има многу историски згради достојни за восхит, а туристите секогаш застануваат кај средновековниот одбранбен зид, музеј на криминалот, но и музејот на кукли и играчки. Чинкве Тере е името на 5 населби сместен во карпестиот брег на Италија. Монтеросо ал Маре, Вернака, Корнилија, Манарола и Риомаџоре се 5 места кои што го сочинуваат прекрасниот крај, чишто име и всушност значи 5 земји. Брегот, 5 села и околните брда се дел од националниот парк Чинкве Тере. Овој крај е еден од најпознатите и најпрепознатливите на Медитеранот и представува популарна туристичка дестинација. Селото Гуаланг на планината Тајханг во Кина се наоѓа на височина од 1700 метри, а единствен пат до цивилизацијата му е тунелот што го прокопале самите жители во карпестата литица. Замислете дека живеете на врв на карпа на височина поголема од 1700 метри, а единствен пат што постои се 720 скалила. На овој начин 600 години изгледа животот на жителите од кинеското село Гуаланг. И покрај тешката природна средина, локалното население самото ископало тунел во планината за да си го олесни преминот и комуникацијата со цивилизацијата. Селото Гуаланг на планината Тајханг, што се наоѓа во централната кинеска провинција Хенан, го привлече вниманието на медиумите најмногу поради фасцинантниот тунел долг 1,2 километри. Во селото речиси 600 години живее мала група на земјоделци, на кои единствен пат им представуваат 720 камени скалила на околу 200 метри високата карпа. За подобрување на условите за живот, 13 жители од селото кон крајот на 1960 година одлучиле во карпата по селото да ископаат тунел. Предводени од Шенон Мингсино, тогашен главешина на селото, земјоделците ги продадале козите и растенијата и купиле чекани и челичен алат. Тунелот бил завршен по 4 години и во 1972 година конечно бил отворен за јавноста. Како една од најосамените дестинации во Кина, селото има 83 семејства со вкупна популација од 322 лица.
Почитувани мои, се надам дека уживавте во овие прекрасни села кои што како да се излезени на вистина од бајките или пак како да се некој сет од некој цртан филм, и се надам дека некои од овие села ќе бидат на вашата листа за патување во 2017 година, зошто да не. А сега пред да ги најавиме флеш вестите и блок рекламите, имаме уште една информација. Плюс, во 2016 година преку Систем 48 решени се 1817 проблеми на граѓаните. Да видиме зашто станува збор. Преку Општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми Систем 48 во 2016 година биле решени 1817 проблеми на граѓаните од вкупно пријавените 1956. Останатите 139 пријави се во процес на решавање, бидејќи за нив е потребно подолго време затоа што се од инвестиционен карактер. Најголем број од пријавите во Систем 48 во текот на 2016 година се од уличното осветлување 1260, од областа на собирање смет 267, од областа на водовод и канализација 130 пријави, Општински инспекцијски служби 50, паркови и зеленило 110 пријави и останатите биле од други области. Од Систем 48 им се заблагодаруваат на граѓаните за соработката и довербата и очекуваат истата да продолжи и во оваа година. Истовремено апелираат за навремено доставување на пријавите на бесплатниот телефонски број 0800 148 48, за да може општинските служби навремено да интервенираат и да ги решаваат проблемите. Систем 48 е информацијски интерактивен систем на јавно достапните услуги на општина Струмица, кој предвидува решавање на проблемите на граѓаните во рок од 48 часа. Како таков, истиот функционира од 2011 година па до денес. При тоа, една од основните задачи на овој систем се транспарентно работење и решавање на проблемите на граѓаните во рок од 48 часа. Почитувани, наред е да ги проследиме флеш вестите и блок утрински реклами.
И добро утро повторно за сите оние гледачи кои токму сега се вклучени на нашата фреквенција телеканал А1. Вие почитувани ја следите новата сезона на утринската емисија Утрински пулс, кој што ја започнавме од вчера со нов термин од 8 до 10 часот. Време е за нашиот трет дел, би кажала, од утринската емисија со гостин во студио. Во моето денешно прво издание од новата сезона на Утрински пулс за гостин го имам Стојан Глигоров од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на Република Македонија, од регионален центар, односно раководител на регионалниот центар од Струмица. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската емисија. Добро утро, ви благодарам за поканата. Поздрав до телевизијата и најбитно голем поздрав до гледачите на телеканал А1 и најголем поздрав до земјоделските производители кои што еве во тие моменти се покрај телевизиските екрани. Така. Како најпрво кажете ми каква беше 2016 година за земјоделците, дали може да се пофалат и ете кои култури поминаа најдобро? Да, значи 2016 година како година не беше баш едноставна за производството, поточно за земјоделското производство, бидејќи во таа област сме директно вклучени како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, го следиме развојот и настаните околу производството, меѓутоа имавме доста проблеми околу таквото производство. Тоа се однесува пред се околу пораната сеидба, есенска сеидба над некои од културите, кои што за време на зимскиот период не достигнаа точно баш на време како што беше планирано. И една ситуација што е многу битна, значи покрај климатските промени, значи имавме едно долго, но сушно лето каде што земјоделскиот производител беше фактички изложен на големи трошкови околу производството. Значи имаше суши каде што имаше недостаток од вода за наводнување пред се, беа приморани земјоделските производители ради големите температури и испарувањето од почвата да вршат чести наводнувања, кои што таквите наводнувања, поточно наводнување од бунари кај што вршеа такво наводнување, беше пропратено со поголеми штети, бидејќи штети трошкови околу земјоделското производство, каде што планирањето не беше тоа точно како што го планиравме ние како советници при спроведувањето на таквите активности, бидејќи зголемувањето на трошковите околу производството на земјоделскиот производител носи кон уназадување на приходот за кој што самиот земјоделски производител е вклучен во таквиот процес на производство. Таквите земјоделски производители, значи, и околу разноврстноста на производството, значи, се произведуваат во нашиот регион повеќе видови на производи и култури, сметајки од градинарството, па овоштарството, лозарството. Можам да спомнам дека доста големи површини се засадија со овошни култури, значи површини кои што не беа опште планирани за некое производство. Дојде до идеја да таквите површини се веќе употребат и да не стојат како не употребувани. Меѓутоа се случува почесто и понатаму во овие години култури кои што се произведуваат за директно на пазар, значи за домашен и за извоз, меѓутоа и за преработувачките капацитети. Тука може да споменеме дека како култура имаше доста големо производство околу корнишонот, кој беше застапен и во првиот дел кој што јуни-јули месец се произведуваше, што не беше факт во други години да се произведува. Значи не асоцираше ако корнишон се произведува, го произведуваме во есенските, значи месеци, меѓутоа ова година, значи имаше потреба од нашите земјоделски овој производители и преработувачи, каде што земјоделскиот производител сметам дека доста добро помина околу
пласманот на таквото производство, бидејќи како финален производ го произведуваат преработувачите. И пожелно е понатаму да се оди како и пиперката од типот на капија, кои што го произведуваат, кои го преработуваат нашите преработувачи, кои што во нашата држава ги има можда не во големи објекти, меѓутоа пожелно е пред се да се внимава на таквите култури кои што се сигурни за пласман од една страна земјоделскиот производител, меѓутоа од друга страна и таквите количини предадени на земјоделските преработувачи, фабрики, понатаму се субвенционираат со додатни средства од ова година од 2,5 до 3 денари. 3 денари е значи за предаден килограм пиперка куртовска капија на преработувачите, што значи 2016 година, да се навратиме на прашањето, не беше баш едноставна година за производство, како во градинарското производство, зборуваме производство кое што е во заштитен простор, кое што е под пластеници, производство кое што е со контролирани услови за производство, меѓутоа и производство кое што е на отворено и лозарството и овощарството. Така да сметам дека беше не толку лоша година за производството, да, точно проседан со зголемени трошкови, меѓутоа ете така некако земјоделскиот производител како и секоја година со вложување големи напори околу таквото производство дојде до едно сумирање позитивно. Така. А што очекуваат пак земјоделците од 2017 година? Според вас, каква ќе биде, имајќи го во предвид лошиот старт на зимскиот период со екстремно ниски температури и врнежи од снег? Така е, значи точно е дека се судривме со една такви климатски ситуации каде што се доста неповолни како за растителното или земјоделското производство, така и за другите култури, тука спаѓа и сточарството. Значи, земјоделските производители биле навреме обавестени дека се приближува таков бран над промени, над негативни температурни разлики, меѓутоа дојде во ситуација да навлеземе во зимскиот период до длабоки ниски температури, значи кои што отидоа и до минус 20, 18, минус 20, па до минус и 22 степени. Тоа не се случајни. Ние како Агенција за поттикнување на развојот имаме такви трибини каде што често пати и обуки, често пати ги споменуваме тие климатски промени кои се случуваат, се приметуваат, како што спомнавме порано, значи со високите температури, долго временски, ќе се содружиме и со ниски температури, значи тоа се со глобалните климатски промени ќе го приметуваме тоа и понатаму. Меѓутоа, земјоделскиот производител треба да биде припремен до некаде да може да се снаоѓа во таквите ситуации. Таквите минусни температури доведоа за некои од културите да бидат веќе во доста лоша состојба. Значи, подрачјето го пратиме, состојбите ги пратиме, значи не се однесува само минусни температури кои што се во дневните часови, туку ноќните часови каде што земјоделскиот производител ги гледа само дневните состојби какви се. Меѓутоа се доста минусни температурите и во ноќните часови каде што е уште поопасно. Некои од земјоделските производители бие припремани и до некаде можам да споменам се во добра состојба таму каде што имаме дополнително грејење, значи каде што земјоделското производство е со загревање и доваѓање до некој степен до оптималните услови за развој. Меѓутоа, таму каде што не се загреваат, посебно ќе споменам за културата зелка која што е во нашиот регион плански над 1400 хектари планирани површини, каде што земјоделскиот производител ги расади
пред време таквите култури, можам да споменам 15 до 20 дена за разлика од ланските месеци, и така да ти не се во добра состојба каде што се засадени. Се приметува со самото растение, се трудат да ги заштитат, меѓутоа ова растение е жива материја, значи ниските температури и како култура е поотпорна, значи меѓутоа на толку временски период и е константно со ниски температури, минусни температури, се приметува дека нема никаков пораст, ни пак показател дека таквите растенија ќе продолжат понатаму. Можно да вегетират со временски услови ако се подобрат, меѓутоа со подобрувањето на временските ситуации ќе го приметиме, тогаш ќе ги приметиме сите ситуации кои што се на негативно одразени во тој период сега како што се случуваат не само во градинарството производство, зборуваме за градинарството производство, тоа се случува и во овощарството и во лозарството. Значи, ако ги согледаме во една состојба како растително производство, ќе имаме штети во делот во градинарството, кој што е расадено на стално место, меѓутоа сме присутни таму каде што површините се припремени, меѓутоа не се расадени на стално место културите, зборувам посебно за зелката, бидејќи сметаме дека 20 до 30% се зголемени површините за засадување, планирани за засадување на зелка. Меѓутоа, од друга страна се намалени површините за 20 до 30% за засадување на домати, што не беше тоа случај. Значи, сепак, наши видувања се и во расадопроизводството има одредено време и одреден термин до каде може тоа растение да вегетира. Ние веќе имаме 60 до 70 дена кој што е расадо веќе во леите. Значи, не дозволуваат временските услови да се изврши расадување на стално место, бидејќи таму ќе бидат други климатските ситуации и услови, ќе нема прифаќање на таквите растенија и што понатамо, што е многу битно, доаѓа до ситуација по-конкретно кај зелката, значи она е двогодишна култура, меѓутоа директно да помине да не формира во првата година глава за консумација, туку поминува веднаш во цветно стебло или процветување на таквите стебла, кои што понатаму значи и го ја надминуваат тој стадиум од прва во втора година. Така. На кои земјоделски култури најмногу се одразија ниските температури и како земјоделците се соочија? Затоа што ете после многу години и тие се соочија со екстремно толку ниски температури и многу врнежи од снег. Да, не се очекуваше толку голем да биде временскиот период на ниски температури. Имаме ние податоци и ситуации, случување каде што ако не се лажам 2003 година дојде до иста таква ситуација каде што температурата падна до минус 26, 27, минус 27 степени Целзиусови, каде што дојде до состојби тоа во состојби каде што беа земјоделските култури под пластерици доста во подминати фази на развој, меѓутоа дојде кај посебно кај лозовите наследи каде што дојде до обновување на стеблата. Значи такви ситуации имавме во 2003 година, сметам, ти беше тоа. Меѓутоа понатаму дојде до повторна обработка, повторно засадување на производство на други култури, измени во планирањата и така натаму. Меѓутоа не очекувавме дека ќе потрае толку временски период за да дојде до такви негативни последици. Не е секаде таква состојбата. Зборуваме за Струмичкиот регион, за нашиот регион, каде што не се доволно заштитени тие култури. Меѓутоа, таму каде што имаме дополнителни грејење, значи тоа
пример Банско, со употребата на термалната вода, не е таква состојбата. Таму каде што, значи, земеделскиот производител внимава доволно како да ги заштити и во текот на ноќниот период и во текот на денот, не е таква состојбата. Значи, ќе имаме негативни состојби, ќе имаме некаде и измени на таквите култури, значи заорување и уштување и понатаму планирање и засадување на други култури кои што ќе бидат по наши препораки со пократок вегетационен период. Така. А дали снежната покривка беше штетна пак за житните култури со оглед на тоа што и се уште се најавуваат врнежи од снег? Снежната покривка што се однесува до житните култури не придонесува штети над нив. Меѓутоа, мислам дека ниските температури кои што претходно се случија, значи се додека немаше снежна покривка, тука можеше да дојде до измрзнување на коленцата кај што житните култури беа во фаза на братење. Меѓутоа, сметаме дека снежната покривка е како природен изолатор, значи над ниските температури и да има врнежи понатамо од снег нема да допринесат до измрзнување кај нив. Меѓутоа, може да се случи во пониските делови, тамо каде што имаме житни култури, кај нас во Струмичкиот регион не сме толку застапени во однос на житните култури. Сметам дека нема да дојде ни до после, значи, затоплувањето, нема да дојде и до поплавување на таквите површини, бидејќи ако се вратиме наназад, беа доста сушни периодите за да дојде до поплавување или горните слоеви на почвата да бидат заситени со доста влажност и да не може таквата површина, таквата количина на вода да ја прими почвата, нема да дојде до таква состојба. Меѓутоа сепак сметаме дека житните култури нема да биде таква ситуацијата како кај градинарските култури. Така. На такви зими што треба да прават земјоделците, на што треба да бидат спремни, кои култури е препорачливо да ги одгледуваат, кои се отпорни на болести, на штетници? Значи, не постојат култури кои што се отпорни на болести и штетници, може да бидат поотпорни или на ниски температури. Секоја култура има свој биолошки минимум до каде може да вегетира. Дали тоа ќе бидат ниски температури или ќе бидат привисоки температури. Имаме култури, пример како што е зелката, кој што е поотпорна на ниски температури. За разлика ако, значи, еден насад го земеме како пример, зелка и пиперка, значи пиперката бара многу повисока температура, доматата бара повисока температура, за разлика од зелковите култури. Меѓутоа, земјоделските производители треба да внимаваат во една состојба. Есенскиот период или периодот на производство, на расадо производство, треба да го пролонгираат према временските услови кои што сега сме во таква техника и знаеме што и како ќе се случуваат понатаму. Значи, временските услови да се пратат и да ги пратат земјоделските производители. Кога се споменува, значи, дека не очекуваат ладни бранови, не очекуваат дождови, такви ситуации, треба, испомнавме, треба донекаде да бидат припремени. Таквите последици, негативни последици, ќе не следат и понатаму. Дали тоа ќе бидат, спомнавме, негативни или позитивни, дали ќе бидат со обилни врнежи, краткотрајни, но поројни дождови, мора да бидат заштитени. Како ќе бидат заштитени? Со употребата, значи, со употребата тамо каде што се стрмни терени да бидат затревувани овошните насади, тамо каде што има услови за исцедување на таквата вода и вишокот на водата да внимаваат. Меѓутоа, во секој случај препорачуваме семејскиот материјал кој што го набавуваат да биде со пократок вегетационен период, да биде сертифициран семејски материјал или пак посадочен материјал за овошните насади
добра обработка и таквите прерано садење или производство може да биде ако е годината како да се навратиме на претходната, каде што во јануари месец имавме ситуација на садење на довошни насади во јануари, што сега не е случај. И сега имаме ситуација, доаѓаат земјоделски производители, се заинтересирани за подигање на овошни насади. Меѓутоа, временските услови не дозволуваат да се изврши таквото садење над површините кои што се од есенскиот период припремени за засадување, меѓутоа моменталните услови не дозволуваат тоа да се направи, бидејќи и не им препорачуваме, бидејќи ќе направат проблем за понатамошниот раст и развој и прифаќање на самото растение, бидејќи се условите минимални за развој на таквите растенија. Така. Споменавте, нели, во истото прашање дека постојат земјоделски култури кои што се поотпорни на инсекти, на болести, на штетници, се извинувам. А дали ниските температури пак ги уништуваат инсектите и болестите кај земјоделските култури? Кои веќе ги имаме тие ниски температури? Така е. Поголем дел од зависи ако веќе зборуваме во делот на инсектите, во делот на болестите, тие, значи, зависи во кој стадиум презимуваат. Ако се зборуваме за инсектите, даже тие се во стадиум, презимуваат во стадиум на јајце, во стадиум на имаго или возрасен инсект, или во стадиум на ларва, презимуваат во површината на почвата, некои презимуваат подлабоко во почвените слоеви, како што е нематодата, таа мигрира, значи, од повисоките ниски температури кон повисоките или по длабоките почвени слоеви. Сметаме дека дел кои што презимуваат и под кората на некои овошни насади, зависи кои инсекти се, сметаме дека поголем процент од таквите инсекти ќе бидат намалени за разлика од претходната година, бидејќи има доста голем дел на инсекти кои што презимуваат и во отпадоците од самите растенија, како и болестите кои што презимуваат, пример недобрата заштита во есенскиот период над овошните насади, лозовите насади допринесуваат некој дел од болести да презимуваат во самите пупки кои што понатаму се развиваат и при оптимални услови, топлина, светлина или влажност, доаѓаат до развој на таквата болест. За таквите ситуации секој пат препорачуваме заштитата да биде обавена во есенскиот период и неминовно во зимска заштита, значи со одредени препарати и средства кои што стварно ќе делуваат над инсектите и болестите за понатамошен раст и развој, значи тоа е една превентивна заштита за поздраво растение, значи и поздрави квалитет, принос и така натаму. Дали со оглед на таквото време, со тие такви ниски температури кои што ги снајдете поточно на земјоделците, значи ли тоа дека ќе биде намалена појавата на земјоделските култури понатаму и што ќе се случи ако продолжат ниските температури во текот на месец февруари, например? Ќе има ли големи штети? За сега се најавуваат ниски температури, значи и понатаму се движат, значи дневни температури 5 до 6 степени, меѓутоа не минуваат кој зна колку и тоа е краток период кај што се покачува температурата, зборувам за нашиот регион. Тоа се доста краток временски период. Меѓутоа сметам дека тамо каде што ќе се примети дека нема да може да успее растенијата, земјоделските производители ќе морат да бидат преориентирани на други растителни видови да ги надгледување. Значи, дали тоа ќе биде одгледување
и пополнување на таквите површини со други култури кои спомнавме, значи дали ќе биде тоа под заштитен простор од краставица до мата, застапени, значи други култури, засадување на посадочен материјал, значи друго расадо производство, тоа сметам дека ќе бидат таквите површини повторно засадени, меѓутоа делот кој што беше планиран за зелковите култури, кој што моментално ја пратиме состојбата, ќе бидат таквите површини сигурно со планирање на земјоделските стопанства и производители, а надополнати со други култури. Значи површините ќе бидат засадени, меѓутоа не во тој период како што сметавме дека тие култури имавме берби во почетокот на април или втората половина на април, па до почетокот на мај имавме веќе засадување и до 15 мај имаме засадување на други култури како културска капија и така натаму. Зборувам, значи, под заштитени простори. Меѓутоа, разликата ќе биде друга пак на отворено, бидејќи имаме ние производство и на отворено. Таму каде што ќе бидат производството што е планирано на отворено, сметам дека таквите култури ќе бидат и понатаму. Планирани култури ќе бидат засадени, тука нема да има некој проблем. Може да се случи само пролонгирање над периодот над одгледување. Значи, сметајќи, планирајќи дека порано ќе излезено малку со пласманот, сега во таа состојба ќе одиме малку по-назад. Така, значи на тема земјоделие има да се зборува на вистина многу. За крај би ве прашала само каква е состојбата кај овошките и кај лозјето, пред да се одјавиме. Да, значи кај овошките и кај лозовите наседи имаме информација веќе, процентуално не можеме да направиме моментално таква анализа. Таквата анализа ќе ја направиме колку измрзнување ќе имаме над нив, кога ќе се створат оптимални услови или кога ќе се стабилизира самото време или временските услови. Меѓутоа, сега имаме веќе дојави каде што имаме измрзнување кај виновата лоза, поточно кај сортата Вранец, кај Викторија и други сорти, некои што се зависно, значи, од местоположбата. На некои терени имаме поголемо измрзнување, на некои терени имаме помало измрзнување, зависно од тоа. Меѓутоа, кај овошките сметам дека ќе бидат штетите помалку за разлика од лозовите насади. Ќе имаме доста штети над виновата лоза, а помалку штети кај овошните насади. Меѓутоа, процентуално не можеме тоа да го споменаме сега, бидејќи се уште трае тој период на минусни температури, што значи секоја од прилика процентуална искаженост нема да биде поточна, меѓутоа ќе имаме ние понатаму временски периоди кога ќе разговарам за поточни податоци за таквата состојба. Така, господине Стојан, јас многу ви благодарам што одвоивте време да гостувате во нашата утринска емисија. Јас се надам дека вашите совети ќе им бидат од корист на сите гледачи, посебно за земјоделците, и се надам дека повторно ќе ни гостувате со некоја уште така занимљива тема како оваа денешнава. Ви благодарам на поканата и ги поканувам земјоделските производители да и понатаму продолжат со советите и консултациите со стручните лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и да бидат правилно упатени каде и што треба да направат понатаму за нивно добро и за посовремено, поквалитетно производство и накрај, што е многу битно, и за повисок принос за самото земјоделско стопанство. Така, јас благодарам уште еднаш. А ние, почитувани гледачи, одиме со нашата последна рубрика Доза хумор за убав ден и се одјавуваме.
Како убаво го започнавме денот, така убаво и да го завршиме, драги мои. Убава мисла за убав ден, за крај од нашето прво издание, мое прво издание од новата сезона на Утрински пулс. Животот е нешто што се случува додека сте зафатени и правите планови за други работи. Ако уживате додека го трошите времето, тогаш тоа време не е залудно потрошено. Постојат две главни мотивацијски сили – страв и љубов. Кога се плашиме, се оддалечуваме од животот. Кога сме залюбени, се отвараме кон се она што ни носи животот. Важно е прво да научиме да се сакаме себе си. Ако не знаеме да се сакаме себе си, не можат да не сакаат ни другите. Еволуцијата и надежта за подобар свет тргнува од тоа дека не смееме да се плашиме, да го живееме животот со полн здив. Верувам во се додека некој не ми го каже спортивното. Верувам и во самовили, митови и змаеви. Сето ова постои макар само во нашиот ум. Кој е тој кој може да ни каже што е сништа, а што е реалност? Сметајте ја својата старост според бројот на пријатели, а не според бројот на години. Почитувани, јас се надевам дека се што ви подготвивме за ова мое прво издание од новата сезона на Утрински пулс ви се допадна и успеавме да го задржиме вашето внимание. Со нови теми, нови содржини, нови гости се гледате со мене повторно во четврток. Утре сте со колешката Наталија Миланова. Имајте пријатен ден.